Форсирањето на електричните возила предизвика вистинска лавина од нови марки на кинескиот пазар. Изгледа невозможно да се издвојат перспективите, но некои сепак успеа да го привлечат вниманието. Меѓу нив е Xpeng Motor, кој собра скоро $3 милиарди инвестиции, и тоа од компании како што се Alibaba и Foxconn. Тоа го стори со електричниот кросовер G3, со кој се подготвува да ја нападне Тесла. Со изговор дека учат од најдобрите, кинезите го направија премногу сличен на Model X, иако е доста помал од него. Нормално веќе ги обвинија за индустријска шпионажа, конкретно за кражба на автономните технологии. За нивно функционирање во Xpeng G3 се вградени по 2 предни и странични и 4 панорамски камери, 3 радари и 12 ултразвучни сензори. Надворешноста плени со својот изглед добиен со ниско спуштениот преден дел, панорамското ветробранско стакло и складните линии. Внатрешноста е модерна и во неа се забележуваат дигитални инструмент табла и голем централен дисплеј. За погон е задолжен еден електромотор со 196 конски сили, а автономијата му изнесува 365 километри. Продажбата на G3 во Кина веќе е започната, а неговата цена со вклучени државни субвенции изнесува $23,000. Фабриката на Xpeng има иницијален капацитет од 50.000 возила годишно, а гамата набргу ќе биде проширена со електричниот седан со ознака P7. Тој треба да им помогне во остварување на глобалните планови, заради што компанијата веќе има отворено канцеларија во Соединетите Американски држави. Со погон на сите 4 тркала и автономијата од 600 км, P7 веќе го има привлечено вниманието кон себе. Затоа придонесоа и унапредените автономни способности, за кои заради тужба од Тесла кинезите не кажуваат многу. Останува да почекаме идната година да се појави на пазарот, за да можеме да оддадеме било каков суд за него.